Почитуван министр, почитуван градоначалник, почитувана наша фармерке. Чест ми е дека денеска овде сме на една фарма во посета на жена фармер, што покажува дека програмите кои што ги креираме заедно институциите покажуваат одредени квалитетни резултати. Токму овде во Соколарци имаме пример на две жени фармери кои што увезоја високостилни педигрирани јуници, како што кажа министерот, за зголемување и на генетскиот потенцијал, меѓутоа и на производството на млеко во овај регион. Навистина, во огласот во 2019 за увоз на педигриран добиток, ние склучивме како агенција 68 договори во висина од 135,5 милиони денари, од кои два проекти се токму овде во ова населено место. Преку оваа програма покажавме како институции и Министерството и агенцијата дека се грижиме за сточарството во Република Северна Македонија. Исто така преку овие програми и мерки ги олеснивме и процедурите како да дојде до еден апликант до средствата кои што се наменети за фармерите, со тоа што сега прво се подпишува договор, фармерот влегува во сигурна инвестиција, за разлика од порано каде што прво се правеше набавката на педигрираниот добиток, а после тоа се аплицираше и се исплаќаа средства онолку колку што имаше во буџетот. Значи, одредени наши фармери влегуваа во инвестиција без никаква гаранција. Сега, во овој момент, владата, Министерството, агенцијата им ја гарантираат нивната поддршка во овој финансиски дел. Преку оваа мерка покажуваме дека навистина водиме грижа и за млекопроизводството, и за месопроизводството, бидејќи овде имаме увоз и на млечни раси, и на месни раси, со тоа овозможуваме развој, односно сировина и на млечната индустрија и за производството на месо и месни преработки. Им честитам уште еднаш на добро завршената инвестиција и се надевам дека во наредниот повик ќе имаме уште поголем број на апликанти. Благодарам.